Благодарам, председателе. Практично ова е уште еден закон, уште еден предлог закон со кој смислата и целта исто со оној со претходно, но ово е во делот, затоа се и два различни во делот на законот за ДДВ. Практично во самиот закон е утврден праг за задолжителна регистрација на ДДВ-то, како решение со кое се цели да се намали административниот товар за сите оние мали занаетчиски фирми, земјоделци, луѓето кои што работат ракотворби, па и делот услужниот сектор, кои што имаат задолжени се доколку имаат над со постоечкиот лимит одреден на 2 милиони денари, се што ќе надминат над тоа, задолжителни се да се регистрираат како ДДВ обврзници. Регистрирањето на ваквите фирми како ДДВ обврзници им носи големи потешкоти, односно непропорционален товар во однос на нивните административни трошоци за изведување на сите овие операции и сметководствени трошоци, а дополнително ова и е товар и на самата институција која што се грижи за пресметување на данокот на додадена вредност, односно управата за јавни приходи. Од тука сметам дека нашиот предлог, кој што значи зголемување на овој праг од 2 милиони денари на 4 милиони денари, ќе значи не само олеснување на работата на овие мали предпријатија и мали економски субјекти, кои што би им се оставил многу поголем простор за да не се толку закопуваат во бирократските и сметководствените административни трошоци за регистрација, за задолжителна регистрација како ДДВ обврзници, него ќе ги ослободи и институциите на управата на јавни на управата за јавни приходи, кои што ќе им се намали обемот на работа и ќе можат да бидат поефикасни и поажурни во она што значи да ги пресметуваат пријавите за ДДВ регистрација на другите поголеми економски субјекти. Значи, предлогот наш е да се зголеми овој лимит од 2 милиони денари на 4 милиони денари. 2 милиони денари мислам дека е некаде 2014 година одреден како лимит и ова е навистина одредено во време каде што таквите економско-финансиски околности повеќе не постојат. Инфлацијата практично направи да се изгуби поентата на предлогот и многу од овие фирми кои што имаат мали економски активности веќе во многу брз начин го достигнуваат овој лимит и се задолжени да се пријават како ДДВ обврзници. Крајно време е после таква инфлација и после таков раст на трошоците и овој лимит да се крене да се дуплира практично. Постоечкиот праг, како што кажав, е навистина не соодействува со реалноста. Сметаме дека ова во крајна линија ќе ги подобри и нивната конкурентност, затоа што ќе можат да ги одржат конкурентни цените кон крајните потрошувачи, затоа што нема да бидат обврзани да ги вкалкулираат ДДВ обврските кои што би можеле да ги имаат. Од друга страна, исто така, ова е една мерка која што ги зема во обзир помалите економски субјекти кои што се домашни економски субјекти, за разлика од тоа што нашиот даночен систем има огромни повласници и огромни ослободувања за големите бизниси, кои што претежно се странски бизниси, и сметаме дека овај мал гест за нашите мали предпријатија би бил од огромно значење за нивниот поттик да продолжат понатаму и да го развијат практично својот семеен бизнис. Даночниот систем, како што кажав и претходно, мора да биде
пропорционален. За жал сега тој не е таков. Сепак овие се некои индиректни мерки кои што практично го прават на некој начин пропорционален, но од обратна насока после на плаќањето на ДДВ обврските. Се надевам дека и сето ова ќе значи уште еднаш дека ќе мора ние да отвориме јавна дебата за промена на даночниот систем во силно пропорционален даночен систем, каде што малите и средни претпријатија нема да го носат целиот товар, особено не граѓаните и работничката класа на полнењето на државната каса, туку ќе го сносат поголем товар, ќе сносат за истото големите бизниси и големите профити на компаниите кои што генерално се странски капитал во Република Македонија. Благодарам.